Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосаљевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш, прва во оваа работна недела. Вечерва се фокусираме на македонското здравство, такво какво што е со сите негови мани и слабости и со оние работи кои што сепак мислиш ни тренуваат на подобро. За таа цел го поканив како гостин министерот за здравство господинот Азир Алиев. Добра вечер. Благодарам на поканата. Добро вечер. Министре, имам многу прашања, морам да ви признам, некои се вака од поопшта природа, некои се по-конкретни. Додиме со овие условно кажано непријатни, некој ќе рече од бенигна природа, меѓутоа сепак не се од бенигна природа. Денеска, например, излезе информација дека на клиничкиот центар пералницата не функционира, односно дека не знам луѓето кои што работеле тамо не земале ли плата, не знам што се случило и веќе неколку дена тамо нема чисти чаршафи, нема чиста облека, тоа што е природно да се случи. Значи, да, денеска јас дадов и изјава за медиумите. Пералната кај нас на клиничкиот центар Мајка Тереза веќе неколку месеци, мислам дека веќе година дена, може и повеќе, се менаџира од приватна компанија, Скопстер. Знаете дека од 2019 година имаме јавно-приватно партнерство државата со една приватна компанија за стерилизација. Пред година или година и пол, не ме фаќате за збор, не знам точно кога е префрлена пералната да биде менаџирана од истата компанија. Во последниот период имавме неколку активности за подобрување и на инфраструктурата внатре и на процесите. Знаете дека еден од најбитните процеси во здравството е да имате чаршаф и како што треба и стерилизацијата да е хигиена на највисоко ниво, тоа е основно. И јас сум во тек веќе месец и пол интензивно лично работам на проблемот. За жал, морам да констатирам дека компанијата денеска и официјално поднесе барање до Министерството дека веќе не може да ја менаџира таа институција, значи пералната, и се враќа на државата. И утре на седница на влада една од точките ќе ми биде пералната да се менаџира од наша страна. Знаете, кога имате јавно-приватно партнерство, институцијата се менаџира од приватниот партнер и да сакате да инвестирате во инфраструктура, вие законски не можете да инвестирате. И ние бевме во таква ситуација, знаевме и сме свесни дека треба да се инвестира и да се менаџира со институцијата. Од другата страна, тоа како држава не можете да го направите заради тоа што дадена е на приватен концесионер. Ценам дека од среда веќе ќе биде све полесно, бидејќи ќе се врати на наша собственост и ние ќе може да менаџираме. Додека за вториот дел од прашањето дали остана без чаршафи институциите, не остана, бидејќи во овој период ние имаме локални мали капацитети во клиниката и ги замоливме сите директори додека оваа ситуација се надмине да може да излезат во пресред со внатрешните капацитети кои што ги имаме и внатре во клиниката и во 8 септември во градска болница. Знаете, од другата страна, заради изборите не можеме ни да отвориме постапка за тендерирање на овие услуги и сме во таква лимбо ситуација. Се надевам дека после среда веќе ќе имаме појасна цел за достигнување од наша страна, но од другата страна исто така се договоривме, денеска имавме состанок со директорите, тие ќе излезат во пресред овој месец и пол. Знаете зашто ве прашувам? Затоа што ние постојано зборуваме за реформи во здравството, оние суштински реформи кои што треба да го променат, да стане стабилно по некакви европски теркови, а во исто време ни излегуваат проблеми, како да ги наречам, ова се проблеми што не би требало во европска земја да ги има. Не знам, пријател мој ми кажува дека го земам како надоверба кажано, меѓутоа не верувам дека човек ме лаже, дека во градска болница, например, додека го носел синот на некаков преглед, толку било жешко летово, затоа што не функционираат системите за ладење, што буквално детето паднало во несвест. Значи, зборуваме за работи кои што се далеку од стандардите, ме разбирате? Ова не треба да се случува едноставно. Затоа, од првата недела како министер за здравство излегов со програма со 5 столба.
и сите се многу битни и поврзани еден со друг. Еден од првите столбови е инфраструктура. Многу просто, едноставно. Вие ако влезете во една институција, здравствена институција, и инфраструктурата не ви дава комоција и доверба кон институцијата, вие нема да имате доверба ни кон докторот. Колку е да е добар. Тоа е природно, така е. Колку е да е добар. Така да затоа таа инфраструктура ни е многу битна. Вториот момент е дигитализација. Без таа дигитализација вие не можете да нудите услуги во реално време. И да не ги бројам, најверојатно покасно ќе видиме секој столб. Че инфраструктурата ние сме свесни дека е многу битен елемент. Затоа знаете дека веќе инвестираме 205 милиони евра во инфраструктура и ова е само првата фаза, каде што Штип, Тетово и Кичево ќе имат баш европски стандарди од таа гледна точка, од инфраструктурна гледна точка. Но не е само тоа, значи со инфраструктура и сите други столбови се битни и инвестираме и работиме паралелно на сите тие 5 столба, кој што за мене, мислам дека ако еден од нив фали, пак нема да имаме здравство како што ние посакуваме и нашите граѓани. За жал, мора да констатирам дека во овој период здравството е буџетирано врз основа на историја и на желби, а не врз основа на податоци и на потреби. Затоа направивме и креираме нова методологија како ќе буџетираме процеси во здравството. Ние мора да знаеме каква инфраструктура ни треба, за колку години таа инфраструктура ќе ја достигнеме и да се буџетира буџетот во здравството врз основа на патокас на инфраструктура. Чи има ли доволно пари за такво нешто? Претпоставувам дека тоа е многу скапа инвестиција. Здравството е прво скап процес. Сам по себе. Сегде во светот здравството е скап процес, но од другата страна ние сме свесни дека во секоја држава образованието и здравството се два столба кои што се клучни. Образованието заради тоа што произведува кадар за кој што утре ќе придонесе во економија за подобар живот и така натаму. Здравството ги држи во кондиција, во здравствена кондиција луѓето. Значи, колку поздрава нација сме, ние ќе имаме подобра економија, подобри услуги и така натаму. И сме свесни за ова. Затоа креираме, верувајте дека за прв пат, например, не сме имали досега национална стратегија за развој на човечки капацитети во здравството. Затоа направив работна група заедно со Министерство за образование и ќе направиме национална стратегија за 10 години, каде што ќе знаеме колку човечки ресурси ни требаат, почнувајќи од техничко, среден кадар, медицински сестри и доктори, специјалисти, и заедно со Министерството за образование ние ќе дефинираме 10-годишна стратегија. Што значи тоа? Ќе знаеме колку медицински сестри ќе имаме за секоја година, колку лаборанти, колку доктори ќе произведуваме и така ние ќе го градиме ќе ги креираме тие политики поврзани со човечките ресурси. Бидејќи освен инфраструктура, најбитен момент ти е исто така каков доктор имаш, колку е он обучен, дали имаме. Ние во моментот исто така еден од предизвиците ни се скоро секој директор вели министра, јас се соочувам со недостаток на медицински сестри или на доктори. Така да здравството е комплексен, како процес е комплексен и верувајте дека и во најразвиените земји не се решени сите проблеми, но битно е да имаме стратегии, битно да знаеме кои ни се чекорите. Ако немаме јасна дефинирана визија и стратегија, ние ќе инвестираме адхок и на крајот на денот нема да имаме решение. Впрочем, досега така е направено. Значи, многу пари ние трошиме во здравството, но решаваме адхок проблеми. И на крај, а здравството не е само еден кластер, тоа е поврзан сад на сервиси. Ако вие не инвестирате во примарно здравство, автоматски се рефлектира на секундарно и на терцијално. И обратно. Така да сакаме да направиме една здрава стратегија, 10-годишна за човечки капацитет, исто така за инфраструктура 4-годишна стратегија и мислам дека чекор по чекор ќе одиме напред. Повторно, јас си го кажав тоа, значи на почетокот дека повторно ние разговараме од една страна за една многу сериозна стратегија, која што ќе однесе и многу ресурси, и многу пари и средства, меѓутоа е неопходна, а од друга страна и натаму се соочуваме со проблеми кои што одедно треба да бидат надминати. Еве, сакам да ве прашам, повторно ја враќам назад на овие теми, се уште сум кај нив, што е со паркингот на клинички центар? Картната гаража, мислам дека не успеа. Еве, пред да ви одговорам за паркингот, да ви кажам дека така е. Еве,
поканувам да дојдете на таа инфраструктура поврзана со пералната, да видите како е внатре. Јас кога отидов физички да видам со што се соочуваме, им се извинив на вработените внатре што трошат 1/3 од денот, од животот внатре во таа инфраструктура. Тоа значи условите се катастрофа. Не се ни услови. Значи, ако влезете внатре, вие ќе видите, не можам да ви го опишам каков тип на објект е тој, од самиот влез до сите простори внатре, значи далеку од минимални стандарди. Значи луѓето работат по 8 часа внатре, а се еден од најбитните индикатори да имате јавно здравство како што треба. Паркингот исто така, значи овие се базични инфраструктурни барања во кои што ние се соочуваме, а збориме за јас понекогаш и се срамам кога зборам за нови технологии, за нови, а вие немате базични услови, не знам, немате тоалети, немате базична инфраструктура, чекалните, само да ги видите какви се. Паркингот ќе го решиме и веќе сме во процес на менаџирање на паркингот како таков и ќе биде само една фаза. Ги анализиравме сите инфраструктурни можности и барањата, капацитетот кој што е потребен, испадна дека капацитетот сега и со проширување, бидејќи ќе се прошири внатре, значи еден дел од зеленилото кое што е позади објектите и неискористено ќе се пренасочи кон паркинг и со целиот простор проширен, пак нема да дојдеме до бараната бројка на паркинг места во Мајка Тереза кампусот. Затоа, освен паркингот кој што ќе биде целосно смарт систем, значи од самиот влез до излезот, ќе биде буквално целата инфраструктура креирана од почеток. Ќе имаме и катна гаража, монтажна катна гаража, кај делот во инфектологија. И се нам дека со таа катна гаража плюс овој капацитет ќе имаме доволен капацитет и за вработените и за пациентите. Знаете исто така. До кога тоа би можело да се реши? Па веќе се работи. Не, веќе се работи. Значи ние се соочивме со административна пречка. Ние планиравме, мислевме дека за месец и пол два и да се отвори паркингот, се соочивме со многу чудна ситуација каде што просторот кој што се користи од страна на Министерството и на клиничкиот центар Мајка Тереза воопшто не е на Министерството, е на државата Република Северна Македонија. Тоа значи дека ние со таа инфраструктура не смееме да инвестираме ни ништо внатре. Значи не е наша сопственост. Добро. И сега што правиме? Мерењата веќе завршија, ќе треба да се направи трансформација и тука веќе губиме, еве уште една недела, две ќе губиме, се додека тој простор таму не се запише на име на Министерството и да биде објект. Тогаш кога е објект, просторот таму, вие може да инвестирате. Бидејќи инвестициите, како што реков, ќе бидат големи и подземни и надземна инфраструктура и вие мора да имате папирологија, иначе без закон и без можност вие не можете да инвестирате. Изгубивме многу време во овој период. 3 седници на влада ние анализиравме како може побрзо да дојдеме да почнеме со проектот. Проектот е готов и од техничка гледна точка и од инфраструктурна гледна точка. И испадна дека мора да се оди овој пат за да стигнеме до документ кој што ние ќе може да инвестираме. Овдека би сакал да ве поставам едно лично прашање, ако така смеам да го наречам. Вие важите од претходно, како човек брз, експедитивен, сакате да ги решавате проблемите, информатичар сте, впрочем, вие ги решавате, работите во тој некој технолошки савет. Све се бевте вие со што се соочувате кога влеговте во ова дувло, ако така може да го речам, Министерство за здравство, каде што објективно видливо е со голо око од секој просечен граѓанин како стојат работите, а камоли од позиција на која што вие се наоѓате? Па, знаете, нашиот мајндсет, нашиот пристап како инженери е прво да се дефинира добро проблемот, па после да се најде решение на проблемот. И да, свесен бев, бидејќи јас знаев прво кај одам и знаев кои се проблемите во кои што се соочувам, затоа првата недела. Но затоа и немате оправдување ако сте свесни. И затоа и нема оправдување. Затоа првата недела одма првиот прес беше со тие 5 столба и процесите како ние ќе одиме понатаму.
и одиме чекор по чекор. Знам дека трае, може би повеќе отколку што граѓаните очекуваат одма да гледаат резултати, но од другата страна, ако правиме разлика помеѓу МИОА и Министерство за здравство, тука резултатите се гледаат побрзо, бидејќи таму вие креирате трансформација на институции, тука правите оптимизација на процеси, така да ценам дека со овие чекори што ги имаме, знам дека не е лесно и за целото министерство и за впрочем за докторите, медицинските сестри, но многу е позитивно што сите гледаме дека овие чекори се тие што треба да ги одиме за да имаме подобро здравство утре. Од другата страна, исто така сме свесни дека треба многу да вложиме труд, пари и инфраструктура, затоа тука гледам дека и владата и колегите во другите министри едноставно се многу експедитивни кога ние бараме некој процес да оди или да се процесира во нивните министерства. Знаете, поврзани се процесите, политичките процеси. И ценам дека за сега немаме застој нигде во ниеден од тие 5 столба кои што ги дефиниравме. И за брзо време сега заради изборите, знаете, работиме административно, но никако не можеме да имплементираме процеси заради законските пречки. Се надевам дека после изборите ќе ги имаме и резултатите повидливи. Така е. Кога сме кај човечкиот фактор, вие спомнавте дека на секоја клиника практично се недостасуваат персонал и кадри и сето тоа. И се наоѓаме во една ситуација во која што нашите доктори и сестри и така натаму во прва прилика заминуваат во Германија, каде што платите се објективно подобри условите за работа и живот се неспоредливо подобри. Од друга страна треба да се креира кадар кој што ќе остане тука по секоја цена. Платите, ако не се лажам, се зголемени веќе во здравството. Пристојно, мислам дека и делот од специјализантите е повеќе или помалку решен. Така е. И тој дел е добар, меѓутоа повторно доктори не се создаваат преку ноќ. Тоа треба процеси, години и години. Тоа е еден од медичките факултети, а потоа имате специјализација. Тоа е еден макотрпен процес кој што на државата и ако не се лажам по 100.000 евра прилика ја чини државата еден доктор за да се формира како профил доктор, од друга страна најмалку 10 години. Па ние тоа време го немаме, ми се чини во оваа ситуација. Па затоа работиме паралелно, кога велам работиме паралелно, креираме национална стратегија за 10 години за креирање на тој кадар, бидејќи свесни сме дека 4 години може медицинска сестра, 6 години доктор, специјализант уште 4 години, уште 2 години субспецијализација, така да 10 години за врз на тоа го креиравте. Добро се врз основа на тоа креираме кој профил ќе ни треба, но паралелно на тоа работиме бидејќи не можеме да чекаме 10 години. Анализиравме и правиме, јас и лично имам онлайн средби со наши експерти, доктори надвор од Македонија кои што работат и верувајте дека не веќе заминуваат само заради плата, веќе платата, како што рековте, веќе е пристојна, плюс со дополнителната работа и процесите, мислам дека имаат инкамот месечниот е окей. Бегаат и заради тоа портфолио кое што недостасува кај нас. Значи он сака сигурност. Значи секој од нас сакаме сигурност во нашиот професионален пат. Кај докторите уште пострашно, бидејќи он не може друго да работи освен доктор. Ако он нема јасна визија и патокас и чекори како ќе стигне до врвот кој што он сака и му е таргет, таа несигурност е многу полоша и предизвик за да бегаат надвор од државата, отколку платата. И ние работиме и во тој дел, затоа заедно со факултетите веќе специјализациите ги едитираме и за кратко време ќе излеземе и лекарската комора и деканите од факултетите и Министерството за здравство, плюс експерти од надвор, ние ќе излеземе со нова стратегија за специјализација и субспецијализација, која што ќе биде адаптирана во основа на нашата инфраструктура. За жал, ние понекогаш правиме чекори кои што се компатибилни со европските стандарди, но тие не се компатибилни со нашата инфраструктура и потребите. И дојдевме до заклучок дека и специјализациите се такви. Че тие се во склад со ЕУ и барањата на ЕУ, но
не придонесуваат толку многу кон нашето здравство. Нас тоа не интересира. А нам не интересира да имаме наше здравство на здрави нозе. Така да затоа седнавме заедно, мислам дека веќе 2 месеци работиме со лекарската комора, заедно со факултетите и за кратко време ќе излеземе со нов пристап кон специализација. Кога сме кај еве конкретно онкологија, да прашам, онкологија ми е една многу тешка тема и воопшто ми е неубаво да ја отворам. Токму денеска има и прва пресуда за случајот онкологија, една господја доби условна казна, не навлегувам во тој дел, тамо судовите имаат вакво, меѓутоа на онкологија се вработија доволно онколози и радиолози, тамо имаше недостаток, а тоа е многу важна клиника. Значи недостаток, како што реков, не е само во онкологија, сегде имаме недостаток. Особено заради целото, прво заради тежината на болестите што тамо се лекуваат, второ заради сите скандали што произлега од таа фамозна клиника и се што се случуваше тамо, некако луѓето мислат дека треба да им се врати чувството дека сепак кога ќе отидат тамо, навистина ќе го добијат тоа што го бараат, третман како што треба, лекови како што треба, доктори како што треба, нема да го почувствуваат и така им е животот на нив во ужасна состојба. Тамо имаме два предизвици. Едниот е инфраструктурен, кој што заедно со директорот веќе имаме визија како треба да се реши. И вториот момент е централизирано ние онкологија и од сите градови, цела Македонија фактички се лекува во Скопје. Што е проблем, добро? Што е проблем? Што направивме? Со одлука на влада, веќе месеци и нешто има, месец и пол, вие децентрализираме услуги, онколошки услуги во Тетово, во Битола и на 8 септември. И ценам дека со таа и во Штип, извинете. Ценам дека со таа децентрализација амбулантските третмани и услуги кон тие пациенти ќе можат да ги добиваат на градовите кои што им се поблиски или кај што живеат. Бидејќи тие пациенти се пациенти кои што не можат прво сами да патуваат, второ секогаш минимум треба еден да биде со нив за да може да ги да им помогне. И затоа ја гледаме таа слика на таа клиника со многу гужва надвор, со чекање по 2-3 часа и така натаму. И цениме дека со децентрализација на базичните услуги за тие пациенти ќе можеме да се неутрализира тој момент. Вториот момент е ќе инвестираме на 8 септември Тетово и во Битола, ќе инвестираме на симулатори, CT симулатори, за да може и понапредните услуги кон тие пациенти да можат таму да се дават. И цениме дека за година и пол од сега, веќе ќе имаме неколку центри за онкологија, кои што истите ќе бидат менаџирани од страна на универзитетската клиника, но ќе бидат децентрализирани услугите во овие градови. Ценам дека тогаш поблиску ќе им биде на пациентите, но од другата страна клиниката ќе биде малце, ќе има простор и за други процеси. Знаете дека кај нив универзитетските професори и експертите што работат внатре, освен нудење на клинички услуги, тие мора да се бават и со ресерч и со нови технологии, за да бидат во тек со здравството, со современото здравство. Да. Што е посебен предизвик? А што е со фамозниот КАТО систем? Сега не е во функција. Па, знаете, во нашиот здравствен систем, затоа ви велам, кога немате доволно... Тој беше прикажуван како многу важен, или тој невозможува крадење на биолошка терапија, штедење, не знам. Кога немате процедури, јасно дефинирани протоколи, и ова не се случува. Еден процес почнува, застанува или за одржување, бидејќи немаме одржување, или немаме лиценци, или компанијата што инсталирала не постои, така да, за жал, затоа во здравството не се дозволени ваков тип на креирање на процеси без доволно јасни и прецизно дефинирани протоколи внатре за одржување, и за подобрување на процесите. И сега? Работиме на тоа. Знаете, неколку фактички во здравството има многу отворени процеси кои што мора да креирате приоритети. И затоа направивме приоритет чекор по чекор, бидејќи ако немате приоритети во здравството, во секоја институција, нарочито во здравството, вие ќе се изгубите на парцијално решавање на проблемите и на крај нема да имате доволно квалитетно решен проблем во некоја од областите. Така. Вие направивте еден новитет. Са не знам кој е новитет, меѓутоа секако е интересно за нашите граѓани.
отворена линија. Возможивте и отворен ден за прием, лично кај вас. Новитет. Тоа е потреба, можам да кажам. Не гледам тука новитет. Јас прво, лично јас како министер, имам потреба да имам информации, да добивам информации и од граѓаните и од пациентите. Но неодамна рековте, ако не се лажам, дека луѓето како да се плашат. Ова да се Еве ќе ви кажам, почнавме со отворен кабинет, значи секој петок од 10 до 15 часот е отворен кабинет. Имаме исто така систем кој што може граѓаните да се пријавуваат, може да биде анонимно, може да биде со име и презиме и дефинираат кој 15 минути се слотовите, дефинираат кој слот им одговара. Видовме дека тоа функционира и доаѓаат граѓани од другите градови во петок во Скопје. И рековме ќе направиме мобилен кабинет и сега ние одиме во сабота, одиме различни градови за да може таму имаме отворен кабинет во градовите за да може да не патуваат граѓаните, туку ние да одиме таму. И ова функционира. Неколку впрочем од политиките што ги креираме се произлезени од тие маки и идеи што произлегува од такви состаноци. Знаете, вие кога креирате политики, не ги гледате сите процеси на базично ниво. А тие може би се многу едноставни и може да се решат многу брзо. И ние решивме неколку такви базични работи, проблеми, кои што не барат ни инвестиции многу, само барат реорганизација внатре во институцијата. И тоа не е многу битен момент. Второ, отворивме можност за да може да пријават злоупотреба граѓаните. Ова е и тука веќе имаме досега, додека збориме, имаме над 180 пријавени процеси. Нешто што смета дека е злоупотреба. Не велиме дека се злоупотреби, со индици за злоупотреба. Ние направивме и канцеларија која што се бави само со овие информации, значи ги читат и имаме состаноци на неделно, секој понеделник. Ако има индици, тогаш пријавуваме до соодветни надлежни институции. Ако се поврзани со Министерството, со клиниките, тогаш разговараме со директорите на таа институција и ги информираме дека имаме таква и таква најава. Ве молам да ни дадете дополнителни информации. Исто така, ако има потреба, одиме таму, лично со наша екипа, креирана од моја страна, за да може да истражи повеќе за тој случај. Да, и денеска, ние сите велиме дека здравството ни е дно, има многу корупција, не е добра инфраструктурата. Јас велам сега да отворам линија и да речам повелете јавете се, ќе се јават 200 луѓе кои што ќе кажат вака и вака. Во тој систем имаме над 180 и нешто. Значи, ама месец и пол е отворен. Значи, не се многу тие пријави поврзани, некои од нив се, мора да признам, пријави во кои што нема индици внатре, чисто само суе по некој доктор или чекал сат и пол, два и така натаму, но не се материјал за обработка за понатаму. Добро, а овие имате и посериозни случаи? Каде што некој јасно или недвосмислено кажува дека работите... Да, имаме и тие се процеси во кои што се во тек. Добро, нема да откриете сега за сега. Знаете како, јас секогаш и самиот го рековте тоа. Со кој да разговарате на улица, ќе ви рече во здравството корупција, се бараат пари за операции под рака, за операции побрзо. И мене, навистина, тој проблем, јас не сум имал, фала му на Бога, таква прилика, меѓутоа ситуација каде што доктор кој што, не знам, ќе ви каже, ќе ви да ставам на чекање, 6 месеци, 8 месеци, операцијата мора итно да се направи, но можеме да завршиме работа ако дадеш под рака, не знам колку илјади евра, и катастрофа за едно општество. Така е, се согласувам дека е катастрофа. Ние што направивме? Еве, заради јас и јавно велам дека очекував многу повеќе од толку пријави и направивме мала група, јас барав од канцеларијата да се направи мала група на граѓани, пациенти и да ги прашаме дали би пријавувале злоупотреба и зошто да и зошто не. Знаете кои ни се одговорите? Многу е интересно одговорите да ги анализирате. Делот од граѓаните велат не би пријавил, бидејќи мојата болест зависи од тој доктор. Токму така. И јас не сум сигурен, значи тие не веруваат во институциите, не сум сигурен дека вие нема да спомнете име и презиме. И утре ќе дојдам кај доктор под нож. Кај истиот доктор јас морам да добивам услуги. Едниот момент е овој, што е сензитивен, така? Значи
ни кажува дека граѓаните не веруваат во институциите, во овој случај во Министерство за здравство. Вториот момент е, велат, да, ние би пријавиле ако сме сигурни дека вие ќе работите. Ова ви е политичка реклама за вас. Едноставно сакате да глумите дека сте отворено министерство и исто пак доаѓаме до заклучок дека пак не веруваат во институцијата, тука веќе не веруваат ни во министерот. Мислат дека тоа е направено чисто проформа, за да имаме нешто по емисија да кажеме дека имаме некоја линија за комуникација со граѓаните. Како ќе ги уверите граѓаните дека навистина се менуваат работите? Значи со можност кога некој од тие процеси во кои што веќе ги работиме, се надевам дека кога ќе заврши некој процес позитивно или негативно, бидејќи завршувањето не мора да значи дека процесот е негативен, може и позитивно да заврши. Се надевам дека тие граѓани во кои што пријавија ќе излезат јавно и ќе кажат да, овој процес е мој, јас пријавив и веќе министерството имаше процедури и заврши процесот како што заврши. Се надам, пак мора од граѓаните. Знаете, кога немате доверба во системот, вам ви треба време да се врати таа доверба во системот. Но таа доверба се губела во тек на 20 години и повеќе и сега да вратите од неколку месеци е... Така е. И затоа, јас затоа направив група на луѓе да видиме што е проблемот. Зошто ние во почеток мислевме дека ќе ни треба 20 луѓе да работат само со овој систем. Веќе нели од информациите што ги добиваме, мислевме дека ќе има секој ден по 50-100 пријави. Но ви велам, до сега не се ни 200. Да ги охрабриме граѓаните во секој случај да пријавуваат, затоа што тоа е начинот. Едноставно, кога самото министерство ви нуди можност, мислам дека тоа треба да се искористи. Секој треба да пријави буквално што го мачи, иако и самиот рековте, многу сензитивен момент е тоа. Утре на тој доктор му доаѓаш под нож, како што се вели народски, па не е баш сеетно ако знае дека сте го пријавиле за нешто. Уште една работа што е многу важна, тоа се тие така наречени фамозни дискрециони права на директорите за вработување, кои што многу често одат всушност по партиска линија, од прилика, значи ќе ги вработиме нашиве луѓе. Сега тоа се забранува, се укинува, зарем не? Значи, мене би беше многу чудно, мора да признам, од првиот момент, кога анализиравме, нели, беше процесот, одма почнавме со процесот на вработување, до сега вработивме 1250, ако не се лажам со бројката, и процесот е следен. Значи, се отвара постапка, од наша страна, од Министерството се тестираат лекарите и медицинските сестри и на крај значи се прави ранг листа со индикатори, не знам, оценка од средно, значи средна оценка, после други профили и поени добиени од тестирање и на крај значи одлучува дискреционо право има директорот да одлучи од таа листа што ние ја креираме како министерство, он одлучува кој од нив ќе биде вработен. И тој што може да е последен, ако сака директорот, може токму него да го стави. И тој што е последен, директорот, и тоа законски, пазете, значи законски, никој не можеме ни законски да кажеме незаконски е процесот, бидејќи е законски. Законот овозможува дискреционо право на директорот. И моето прашање беше до колегите, тие што работат со години во министерството, велам, објаснете ми да е за менаџер. Значи, директорот, не знам, одбира заменик директор или некој дел од канцеларијата, личниот менеджмент околу него, да, добро. Има логика, бидејќи освен професионалноста, тебе ти треба и таа емпатија за да можеш да работиш заедно. Личен однос. Личен однос. Но да вработиш доктор и медицинска сестра и ти да имаш дискреционо право, без да ги гледаш сите овие поени во кои што ги собираме, базирани на меритократски процес, бидејќи базирани на оценки, базирани на тестот од знаењето и на крај воопшто да не ги земеш во предвид тие и ти да одлучиш последниот да ти се вработи, а не првиот, мислам дека нема никаква логика. И јас барав лично. И тоа плача за корупција, како да ви кажам. Едноставно и да нема процес на корупција, нема логика. Бидејќи меритократскиот процес од самиот почеток на крај ти се множи со нула. Едноставно директорот законски тоа може да каже. Јас вие сте одредиле кој е подобар, кој има подобар. Јас сакам последниот, бидејќи мене така ми се допаѓа. Името му е со 4 букви, а не со 6. А јас одлучив со 4 букви. Чисто може едноставно банален процес он да ти сруши цел процес, а ние трошиме време, трошиме пари за да стигнеме до таа листа на сортирање на кандидатите. И тоа се укина сега, така? Не.
Во работните групи ние имаме 12 работни групи, 12 закони се анализираат и еден од законите, значи кој што имаме таков член и по мое барање, по барање веќе и на работната група ќе се укине, но се уште во сила. За жал се уште е во сила. Тоа е една од проблемите на оваа држава се токму тие такви немушти закони во кои што едноставно се дозволува нешто што надвор од логиката е, не е само од Нема логика. Нема логика. Еден доктор, малку поинаква тема, неодамна излезе на тоа еминентен доктор, морам да признам, неодамна излезе јавно на радио, чинам на радио емисија и кажа нешто страшно, задигне голема бура во јавноста, дека може би, иако тој не употреби баш термин можеби, некои операции во оваа држава се правеле, иако не било нужно да се прават, туку биле правени затоа што едноставно така ќе се земат повеќе пари. Вие сигурно сте во тек со оваа тема. Јас после таа емисија одма имав средба со затоа што дојде во ситуација кога луѓе откажуваа операции затоа што не веруваат едноставно така во и имавме состанок, барав од него да ме информира малце повеќе од лично доктор? Да, лично кај мене во канцеларија. Ме информираше дека да има наоди. Барав исто така да бидат истите донесени и архивирани кај нас во Министерството. Истите се веќе архивирани, мислам дека после 2-3 дена после тој состанок. После тоа направивме како Министерство работна група од 15 луѓе, кои што 9 се експерти од областа. Значи, тие се експерти од државата и тоа од јавни и приватни здравствени установи, за да нема нели моменти за сомнеш внатре во групата. Веќе има, ако не се лажам, 3 состаноци. Оваа недела е 4-тиот состанок на таа работна група со експерти. Од тие 8 веќе архивирани случаеви, 4 се поминати. Мислам дека за кратко време таа работна група ќе излезе со краен извештај, кој што извештај исто така ќе биде понатаму анализиран и работен заедно со тројца експерти од надвор од државата, значи Словенија, Италија и Австрија, и заедно на крај ќе имаме извештај. Првиот тој извештај креиран од оваа група ќе биде јавно достапен до граѓаните на нашата веб страна на Министерството, но исто така ќе имаме и пресконференција заедно со групата и понатаму ќе продолжиме да работиме со надворешните експерти, се со цел да се направи нов патокас и протокол за да не се случуваат вакви кейсови понатаму. Морам да ви признам, овака што го зборувате, сето тоа звучи и логично и исправно, од друга страна ова се процеси, помалку и бирократски, очигледно мора така. Меѓутоа, сите овие процедури земаат многу време, а во ситуација сме кога луѓето, овој што сега човек чека на операција, тој искрено нема време да мисли на експертската група што ќе каже, да се направи извештајот, па да провери, човек чека да го стават во операциона сала и се прашува дали треба да ми оперираат срце или не. Ме разбирате колку е тоа за обичниот човек кој е во таква ситуација страшно. Вие да му кажете, видите, процедурата е така во ред, законите се тие, групите мора да одлучат, се тоа стои, меѓутоа луѓето се тресат за својот живот. Така е, имате право и мислам дека овој процес веќе е отворен. Мислам дека институциите, иако има злоупотреби од неколку од институциите или од некои од докторите, веќе размислуваат два пати дали да продолжат или не. Затоа ги уверувам граѓаните, ако имат сомнеш, нека се јават кај нас, имат можност како да се јават, за да може ние да дадеме одговор. Но од другата страна, здравството е сензитивен процес. Ние не смееме здравството, бидејќи сепак на крајот на денот не смееме ни угледот на докторите и на медицинските сестри да го понижиме, а без при тоа да имаме некој доказ за некој процес. Затоа одиме многу предпазливо, затоа ни една информација додека немаме крајен извештај, нема да излезе надвор од Министерството, надвор од групата, се додека имаме извештај. Кога ќе имаме извештај, ќе имаме јасни индикатори дека нешто се случило или не се случило, тогаш ќе излеземе, освен со извештај, ќе излеземе и со одговор, со процеси кои што би биле сигурни понатаму граѓаните да имат доверба во здравствениот систем. Тие се процедурите и работната група исто така бара време. Кога би завршило ова, рековте?
Па ценам дека со таа динамика што работат, првата средба им беше дефинирање на методологија. Знаете, не е така. Вие мора да дефинирате методологија на работа. Дефинира методологија. Понатаму тие материјали, освен тие, бара дополнителни од други институции. Ги набавивме од таму. Ги анализираат случај по случај, така да бара време. На кардиохирургија, бидејќи се уште сме во тој дел, исто така има недостаток на хирурзија, кој не се лажам. Вие најавивте дека би можеле да дојдат напомош лекари од Словенија кои би работеле некое време овде, а и наши доктори би оделе на усавршување во Словенија. Значи вака, да, заради тоа што сме свесни и нели тој првиот дел од нашиот разговор беше човечки капацитети и дека недостасуваат, и дека таа стратегија за 10 години мора и паралелно да работиме, и овој втор момент паралелно е ова. Значи ние направивме меморандум за соработка и со јавните и со приватните здравствени установи во државата, за да може да работиме заедно и со нив, и кај нив има капацитети, за да може јавните здравствени установи да можат да црпат човечки капацитети од приватните здравствени установи, и плюс со надворешни капацитети. Во овој случај Словенија е државата прва одбрана, нема да биде само таа, заради таа линија на комуникација досега нашите доктори со нивните лекари во Словенија. Тие веќе имаат комуникација и веќе работат и на ресерч, но исто така и на клинички процеси. И затоа почнавме со Словенија. Се уште не е потпишан договорот помеѓу Министерството за здравство кај нас и кај нив. Значи се дефинира текстот и заради инфраструктурата, но исто така и заради тој процес на здравствената инфраструктура внатре и политиките. Знаете, од бившите југословенски држави, Словенија веќе е напред со здравствените услуги, и кога веќе цените дека треба да се работи со некој партнер, тој треба да биде надворешен, секогаш бирате тој што е блиску, но исто така капацитетот исполнува стандарди кои што вие може да учите. Не се плашите дека ќе ви ги земат докторите? Што ќе отидат таму на усавршување? Обратно е. Уште еднаш, значи докторите не бегат само заради пари, значи можеби еден од индикаторите е платата, но не е единствениот и не е најбитен, верувајте дека не е така. Вака кога ќе се креира таа можност за соработка помеѓу институциите, тогаш и ќе веруваат повеќе во нашиот систем и исто така ќе можат и дополнително да добиваат финансиски средства и надвор од нашата институција. Една вечна тема во македонското здравство, дали приватно, дали државно, дали некаков микс. Каков е вашиот став околу тоа, бидејќи се покажува дека државниот здравствен систем, таков каков што е, и начинот на кој што се плаќаат придонесите, кој што е веќе можеби полека го му истекува времето, поради објективни фактори. Се помалку луѓе има кои што плаќаат за здравствени трошоци. Кој е вашиот став? Вие се залагате за да се остане на исклучиво државно здравство, да се спојува со приватното, да се даде можност, не знам, пола, бидејќи има разни варијанти по светот. Да, во светот има разни здравствени системи. Прво, почнуваме од базичното, значи уставно право на секој граѓанин и да има здравствена услуга. Значи, прво, ова не е најбитниот момент. Значи, да знаеме дека секој наш граѓанин во државата има здравствена услуга. И што направивме? Значи, дел од нашите граѓани има приватни здравствени услуги црпат заради или работат во таква компанија, или едноставно не веруваат во јавното здравство и одат во приватно здравство. Со приватно осигурување здравствено. Од другата страна, ние како држава и ние како министерство едноставно немаме информации што се случува со здравствениот процес и со здравството на тие граѓани кои што ние се невидливи за нас како министерство. Зошто велам невидливи? Во нашата база тие граѓани воопшто ги немаме за услуги кои што не се покриваат од фондот за здравство. Например, некој наш граѓанин можеби со години се лекува во приватно здравство, а при тоа тие услуги не се покриени од фондот, ние воопшто не знаеме дека тој граѓанин се лечи од нешто.
што е самиот факт, ако вие не знаете што се случува со дел од граѓаните, вие не можете да креирате услуги и сервиси и политики базирани на реални податоци. Второ, демографски ни е битно. Економски исто така ни е битно. Колку здрави граѓани имаме? Кои се патологиите во кои што ги имаме во државата? И затоа баравме и веќе од 15 септември ги задолживме сите приватни јавни установи во државата да мора да ги отварат базите, за да може да ги агрегираме сите податоци за секој граѓанин од државата. Не само тие. Во моментот што имаме секоја услуга која што е платена од фондот, ние ги гледаме. Се визибилни за нас. Све друго е black box, ништо не знаеме. Сега веќе мораме и процесот е во тек, се надевам за кратко ќе имаме јасна здравствена слика за државата. Во моментот немаме. Колку и да се 1% од граѓаните да се во приватен сектор, вие ја немате јасната слика на државата. Значи ќе имаме буквално јасна слика што се случува со нашите граѓани кои што се третираат во приватното здравство. Вториот момент, рековте дали сте за јавно државно или за приватно здравство. Или за некој микс. Јас мислам дека многу ни е битен во овој екосистем на здравството и приватниот фактор. Зошто? Бидејќи многу полесно и таа бирократија во приватното здравство е мала и тие инвестираат за да бидат во тек, за да биде он конкурентен во пазарот, он мора да биде различен од другите. А за да биде различен од другите, он мора да ги следи трендовите во светот. И тие нови методологии, тој нов пристап кон лечење на некој процес во здравството, секогаш, не само во здравството, во секоја индустрија доаѓа во приватниот сектор. Бидејќи он мора да преживее со новитети, со иновации. А од другата страна, приватното здравство нам ни прави притисок, позитивен притисок во јавното здравство. Зошто? Бидејќи секој граѓанин веќе денеска е многу добро информиран и во реално време е информиран. Он вели добро, јас зошто давам толку пари и мојата институција во јавно здравство, кога во приватно здравство истиот има таков и таков апарат, значи услугата ми е на реално време дадена, инфраструктурата е многу подобра и он ти прави притисок за во државната инфраструктура ти да ги следиш чекорите. Никогаш не може државата да ги следи чекорите во првата фаза. Уште еднаш велам, не е само во здравството, сегде е така. Секогаш приватното здравство ќе биде чекор напред зборам за тој момент на технологии, нов пристап. Но од другата страна, државното здравство ни е неопходно и многу битно заради две моменти. Прво, ние мора да се грижиме за секој граѓанин од државата. Вториот момент е моментот на едукација на ресерч. Значи, во приватното здравство вие ја немате таа компонента. Тука, универзитетите заедно со клиниките, освен клиничкиот дел, имаат и образовен и истражувачки моменти. И тој момент нам ни е битен како држава. Значи, ние имаме, уште еднаш, јас цело време велам, еден од најдобрите факултети кои што произведуваат и креираат профил доктор се нашите. И ние тука не патиме од лоши доктори. Ние патиме понатаму, кај нас гепот се појавува после завршувањето на формалното образование. Значи, кај нас тој геп се појавува на неформалното образование, значи ние малце вложуваме како држава и како министерство во неформалното образование и во тие обуки во кои што мора да ги имат докторите понатаму во текот на живот. Ова се ми е јасно, мислам дека ми е јасно, министре. Прашањето е кое што верувам дека сите ги мачи во основа е. Одите во државно здравство, плаќате напамет, зборувам 500 денари, и добивате услуга. Одите во приватно, за истата услуга ви земаат 5000 денари. Сте платиле 100 евра во државно, уби Боже е во приватно, меѓутоа во приватното знаете дека ќе добиете врвна, или се надевате дека ќе добиете врвна услуга, а во државната ќе бидете, може и нема да добиете. И сега, прашањето е, каде да се упати човек? Обичниот човек, ова што го зборите е се убаво, меѓутоа не му е него во главата тоа. Него го интересира што да правам, имам ли воопшто пари да си платам приватно, и ако немам, може ли државата да ми гарантира дека ќе
ќе ме лечи како што Па треба. еве, та нова методологија во здравството ќе биде буквално ќе го реши овој проблем. Еве како ќе го реши, пластично ќе го објаснам. Сега што се случува? Услугите се одвоени од финансиите за институциите. Пример, ние како држава многу често ни се случува за една здравствена услуга 2 пати да платиме. Како е тоа? Зошто 2 пати или можеби 3 пати понекогаш? Значи во примарно здравство оди пациентот, добива услуга. Ние и фондот плаќа за таа услуга кај таа институција. Така. Понатаму институцијата не го третира пациентот, вели само му дава упат, вели ти ќе одиш во секундарно здравство. Истиот оди таму, ја добива услугата во секундарно, ние и тука плаќаме. Значи 2 пати за истиот пациент, за истата услуга ние како држава 2 пати плаќаме. Понекогаш и 3 пати. Овие од секундарно вели окей, ќе одите на клинички. Значи таму плаќаме, значи може да се случи 3 пати за истата услуга, за истиот пациент да плати. Ние ќе ги поврземе буџетот со услугата. Како? Например, ако во примарно здравство услугата не е дадена, онако има упат за секундарно здравство или терцијално, заедно со се буџетот оди пациентот таму. Фактички тие 5 денари, например, нема да бидат платени на примарно здравство. Туку ќе бидат платени на секундарно здравство. И така ќе се избегне моментот на плаќање двојно или тројно за една услуга. Вториот момент, ќе се размисли секој доктор и секоја институција, секој директор на здравствена институција, дали ќе нуди услуга или не. За жал, сега имаме институции доктори кои што многу малце нудат здравствени услуги на пациентите. Едноставно само пишува упат до клини и толку. Значи, ја префрла практично одговорноста на некој друг. Одговорноста и нема да се случи ова. Значи ова е првиот момент. Вториот момент, рековте приватно и државно. Јас сум да постои и таа, реков зошто, и сега пациентот ако одлучува, вие како пациент или јас како пациент, одлучувам да не одам на државно, туку да одам на приватно, тие пари мене ги имам. Значи, ако јас имам 5 денари од државата, ми требаат уште 5 за приватно, јас ќе ги платам 5, нема да платам 10. Фактички, ние ќе ги следиме сервисите, услугите, цело време заедно со буџетот. И така и ние ќе имаме јасна слика што се случува, и граѓанинот ќе има, и он може да бира, бидејќи од другата страна, законски, секој пациент има право да одбере доктор, има право да одбере институција кај сака да се лекува. Ние овдека зборуваме за фактот дека луѓето делат пари, министре. Знаете како? Луѓето не може да си дозволат приватно здравство, едноставно не можат. Затоа работиме интензивно. Гледате дека ние 205 милиони евра веќе одвојуваме за инфраструктура. Цело време веќе решаваме проблеми, инфраструктурни проблеми, и тоа ќе биде процес кој што ќе биде во тек. Исто ќе имаме реорганизација на здравствените услуги на екосистемот на здравството во државата, ќе бидат кластери, значи ќе се знае региони, кој регион какви услуги ќе нуди, и граѓаните ќе знаат каде да се упатат. Тие се процеси, ќе траат, затоа рековме, битно е дека ние знаеме која е јасната слика на здравството, и исто така знаеме, бидејќи и во светот не сме единствената држава што се соочуваме со тоа, знаеме како се решени проблемите во светот. Тие добри практики ќе ги имплементираме тука, но нема да ги имплементираме копи-пест, туку ќе ги адаптираме во состојба на нашите потреби и нашата инфраструктура. Сосема сме до крајот на емисијата. Морам да ве прашам, во текот на годините сум изнагледал и нема кој не слушнал купишта случаи, за жал често пати и што завршиле трагично, на родилка извадиле органи, дете починало во болница, погрешна операција му заборавиле докторите, не знам, газа во стомак. Сега овој ќе го нафрлам, меѓутоа случаи кај што дали од невнимание, дали од лекарска грешка, дали од таа некоја порозност на системот се доаѓало до трагични ситуации таму кај што навистина нема потреба. Јасно дека здравството е сензитивно, јасно е дека луѓето за жал кога одат во болница понекогаш често тоа завршува трагично, бидејќи одат за лошо, не одат за добро. Меѓутоа сепса да фатат луѓе после операција, не знам, десетици случаи кај што завршувало, и еве овој за жал последен случај, 7-годишно девојче од татарското село Челопек почина по болничко лекување во клиничката болница во Тетово. Тоа е буквално денеска, и веднашка се поставува прашањето, била на педиатрија, нели, во саботата, починала во неделото.
веднаш се поставува прашање дали станува збор за небрижност од страна на лекарите, за лекарска грешка и така натаму. Чисто овој случај го земам како примерно се разбира, ако имате информации за самиот случај. Ке дојдам до случајот, еве ќе ви кажам како ќе го решиме и дали сме свесни, да свесни сме за сите процеси. Преку начинот на дигитализација ние ќе стигнеме до буквално до секој чекор од лекувањето. Бидејќи самата дигитализација вам ви дава и временска рамка и процес кој што е активиран и слотот колку трае. И така ние да имавме на пример дигитализација, денеска јас тука на вашата емисија ќе знаев што се случило со девојчето. За жал, и ние ќе работиме во таа дигитализација, интензивно веќе работиме на DigiHealth и се надевам дека таа национална стратегија за брзо ќе излеземе и ќе знаеме кои ни се чекорите во дигитализација и ќе одиме многу чекор напред, бидејќи за среќа дигитализацијата може и да се прескокнат некои чекори, ние тоа ќе го направиме. За случајот мене ми е многу жал, значи 7-годишно девојче. Денеска имаше пресконференција од страна на директорот на болницата во Тетово. Јас креирав работна група, значи експерти од тројца од министерството, кои што ќе одат и ќе ги анализираат и административно и клинички што се случило. Нешто можам да ве уверам. И како министер, и како министерство, ние нешто дефиниравме и нема отстапка од тоа. Секој во кој што сгрешил во некој дел од чекорот, дали грешката е административна, дали е професионална, дали е инфраструктурно, ќе излеземе прво јавно, ќе кажеме дека најдовме причината. Второ, секој од нас, ако сгреши, ќе мора да сноси одговорност за тоа што го направил. Случајот, јас разговарав вчера саат и пол со сите доктори кои што биле дел од процесот и сум информиран од моментот кога девојчето е пристигнато кај нас во јавно здравство, негде 21:30 мислам, и до моментот 13:45 утредента кога девојчето за жал трагично почина во нашата институција. Сепак, уште еднаш велам, освен инфраструктура и ваков тип на ајде да кажеме, лоши завршени процеси, ние мора да се грижиме и за медицинскиот персонал и за докторите. Затоа сум многу предпазлив, нема ништо да изјавам тука за процесот, се додека не сме сигурни дали е лекарска грешка, инфраструктурна или можеби во приватниот сектор, бидејќи таа била третирана претходно во приватно, па после донесена во јавна институција. Затоа да видиме што ќе излезе од нашата екипа, веќе нашата екипа од утре ќе биде таму, со извештајот ќе имаме пресконференција само за овој случај. Така. Знаете зошто? Не се баш ретки, ајде да речам чести се, меѓутоа не се ретки случаи кога луѓе во бес поради X причини напаѓаат доктори, напаѓаат медицински сестри, доаѓаат до оштетување во болници и така натаму. Се разбира, има секакви карактери и секакви луѓе. Некој може да го прави тој од што ете таков. Меѓутоа, да бидеме реални, во најголем дел тоа се случи со луѓе кои што се крајно незадоволни тоа што случувало таму. Па затоа реков, значи никој ние не влега мора да во се болница грижиме. да крши или да нападне доктор. Мислам, не го прават луѓето тоа главно. Да бидам искрен, и граѓаните понекогаш претеруваат со, можеби тој момент е сензитивен. Знаете, секој од нас кога се работи за здравје, или на нашите, сега не е станок, или на нашите, знаете дека сме сензитивни и емоциите понекогаш превладуваат. Но како и да е, значи мора да бидеме институционални. Затоа постои министерство, затоа постојат институции. Што и да се случува, институцијата е таа што треба да решава проблем и да дојде до резултат или да најде кај била грешката или причината на тоа што се случило. Затоа замолувам секој граѓанин да има доверба во институциите, да има доверба во Министерство за здравство, бидејќи навистина и јас и вие и секој од нас сме потенцијални пациенти и ние освен за институцијата, на крајот на денот сме луѓе, не сме роботи, работиме и за нас. Јас сакам утре кога ќе бидам пациент да одам во институција која што знам дека ќе ми пружи здравствена услуга како што треба да биде и во склад со потребите на пациентот. Затоа интензивно работиме за да таа доверба биде колку и да имат
поголема доверба граѓаните кон нас, толку полесно и за нив и за нас. Веќе еве случајот во Тетово, ние освен што треба административно да процесираме, значи неколку институции од полиција до министерство до инспекторат, бевме таму физички, вие треба да се справувате и со јавноста, бидејќи случајот излегол надворот од институцијата и таму нормално има секаков тип на шпекулации и така паѓа и довербата кон институциите. Затоа уште еднаш замолувам да имаат доверба во институцијата, а ние од другата страна за да може таа доверба да ја заслужиме, одлучни сме на транспарентност и на секој тип на одговор на граѓаните и на институциите кон нашата институција. Ази Далио, министер за здравство, ви посакувам многу среќа во работата ќе ви треба. Ме се чини, освен професионалноста и плановите што ги имате, ви благодарам за вечерашното гостување. Благодарам. Да, почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Морам да признам помалку и така тежок разговор со министерот, меѓутоа здравството е навистина една исклучително важна тема. Нашето здравство не ја одигрува се уште улогата која што мора да ја има. Јас навистина посакувам работите да се поправа, да трнеме малку во европски стандарди, да се почувствуваме добро кога ќе бидеме во нашите здравствени установи, да бидеме сигурни во тоа што ќе ни го кажат докторите, во начинот на кој што ќе бидеме прегледани или што и да е потребно тамо. Како и да, тоа беше се за вечерва. Утре во 15 часот е признато издание. А јас ви закажувам нова средба со мене и со нови гости од вечер во 22:30. До тогаш пријатно.